слушате и веќе знаете дека во овој дел, во нашата утринска програма, јас ќе се завртам на мојата десна страна малку и ќе кажам добро утро. Прекрасно ни е студиото со преубави изработки за што се зрамки, слики, како да ги насловиме, да. Добро утро, Ирена. Добро утро за нашата гостинка, Дарче Анчова, ракотворец. Така. И еве, очигледни се твоите ракотворби во нашето студио, како што кажав, ни го разубави. Добро утро и добре ни дојде. Добро утро, добро ве најдов. Благодарам за поканата. За тоа како дојдовте и до идејата, како се реализира сето ова. Јас си го имам името на ваков начин дома уште од многу поодамна, Марко. Така, подарок кој останува за секогаш. За секогаш и многу навистина ми го краси домот со името на моето дете. А еве Дина, гледам, ќе ја поздравам мојата пријателка Дина од Тетово. Да, тоа е името на мојата ќерка. Така ли? Одлично. Така. Повелете, Ирена. Благодарам, Слободанка. Убаво кажа, ни го разубави Дарче студиото од рано наутро. Со овие преубави изработки, ова е квилинг техника, ќе зборуваме за квилинг техниката. А овие овде на масичката се мали сладки задоволства, можам да кажам, уникатни изработки од чоколада. Така. Ова овде што е пред мене, ќе видите малку подоцна, не е цветен аранжман, туку ова е чоколадо и ова е се за јадење, така се може да се јаде. И овие овде преубави и прекрасни фигури, ќе ги видите малку подоцна, колегата ќе ги покаже, се исто така изработени, уникатно изработени од чоколадо. Дарче, добро утро. Добро утро, добро Кажа ве нашата најдов. Слободанка дека сте ракотворец. Во слободното време се занимавате со изработка на овие уникатни чоколадца и изработувате слики во квилинг техника. Квилинг техниката воопшто не е лесна за изработка. Ќе зборуваме и за незе. И сега како започнува вашата чоколадна приказна, ако можам слободно да кажам? Па вака, искрено, случајно, барав на интернет нешто за ќеркичката, некоја сладка маса да изработам за првиот роден ден и од тука ми излегуваат повеќе и повеќе идеи, некои сладолетчиња, лижавчиња, фигури во необични форми што се прекрасни за декорации, и на вкуси. И од тука си нарачав силикончиња, да пробам и јас, си нарачав силикончиња некој, си ги излив, сите беа воодушевени од тоа што го видоа. Успешно изработени од прв пат? Успешно, да. Со сестра ми ни дојде некоја идеја, викам, ајде да си направиме страна, да ги изрекламираме, да видиме како тоа ќе оди. Ги изрекламиравме и супер. Од почетокот и еве до сега баш. Да ја поздравиме и вашата сестра. Така. Не работите сама, нели? Мислам, не сум таа сама. секако ви помага во изработката на овие чоколада. Ке се задржиме сега за почеток на чоколадцата. Кажав дека се навистина овдека во тањерот уникатни форми. Има зајаче, вие ќе ми помогнете, мене ми се со брок свртени. Има слонче. Зајаче, бебенце, зависи од приликата, така и ги комбинираме во кутиите. Имаме декоративни кутии што може да ги скомбинираме за секоја пригода. И сето тоа се изработува рачно. Рачно. Како ги изработувате овие фигури? Споменавте малку нешто силиконско, ама како ги изработувате и колку време ви е потребно? Па еве пример, бебето одзема највеќе време и внимание. Први се излива на 3 дела. Може јас вака кај мене да може поубаво да се капчето и гакичките опавчето му се излива прво тоа, се суши, потоа телото и на крај јастучето, перничето. За него е потребно некаде околу 45 минути до 1 час, за да дојде во баш прво битна состојба. Мора да напоменеме дека ова се јаде, дека ова е чоколадо. И сега дел од овие чоколада внатре имаат се полнети со фил, а некои не, така? Така, да, па зависи од формата, некои дозволуваат да бидат полнети. Да се топи по летка. Да. Ама се интересни, се барани, нешто ново кај нас.
Некој дел од чоколадцата дозволуваат, како што напоменавме, да се наполнат внатре со кремови. Имаме неколку вида кремови сега за сега. Да, тоа сакам да ве прашам. Какви се по вкус? Кои се вкусови ги имаат овие фигури? Вкусови сега за сега имаме карамела со плазма комбинирана, имаме Рафаело, Рафаелото е преубаво, Дубај и фстък. Да. Сега кога одат веќе и фотографии во позадина, може да гледачите да видат вака и одблизу што изработувате. Овие се новогодишни, кутии што ова е аранжман за покана, мислам дека беше за кумови. Ова е од квилинг техника, крстот што е еден од најбараните. Да. Ке зборуваме малку подоцна за квилинг техниката, да се задржиме сега на чоколадцата. Кажавме дека има повеќе вкусови. За кои се прилики се барани овие уникатни изработки од чоколада? Па родендени, мекици, за новороденче, како што споменавме, мекици, повојници, свадби, крштевки, баш буквално за се вселување во нов дом имаме и такви мал детално асоцирана на поводот што е веридба. Сега во моментов е многу актуелно чоколадото, вкусот Дубај чоколадо. Вие го изработувате и тоа. И јас само ке кажам дека ќе доделиме и секако донесовте подарок, не дојдовте со празни раце, ќе доделиме, ова е вкус Дубај чоколадо. Ружичка, еве вака може да ја покажеме. Вака се гледа. Оваа ружичка ќе ја добие еден наш гледач кој што ќе ни се јави во телевизијата, ќе ги остави своите податоци во режија. И може за некој, нема многу време, значи за некој 5 до 6 дена да дојдете, бидејќи сепак се работи за чоколадо. Ние ќе го чуваме како што треба во фрижидер, меѓутоа да дојде да си го подигне овој навистина убав подарок, уникатен и убаво навистина убава амбалажа има, убаво е запакуван, претпоставувам за секоја прилика, а вкусот е она што е сега многу популарно, Дубај чоколадо. Јас ке се заблагодарам за тоа што има и за нас овде донесовте да пробаат колегите, утринците, ние во утринската програма, да не ни падне шеќерот вака рано наутро. И очекуваме позитивни коментари, како и досега од сите. Така. И сега, вие работите под брендот Дама Чоколад Арт или Дама Чоколадна уметност. Името Дама асоцира на дама, меѓутоа си има приказна своја. Има приказна, Дама е составено од првите букви на мојата сестра и јас. Јас сум Дарче, таа е Мартина. И од тука настана Дама, не е како Дама, Чоколад Арт. Дарче, од каде кај вас љубовта кон уметноста? Бидејќи и чоколадните фигури и квилингот е уметност. Дали како малечка сте имале афинитети можеби кон сликањето, дали ликовно ви бил омилен предмет? Така, ликовна колонија често имаше. Јас потекнувам од такво градче што секогаш се одржуваат ликовни колонии, од Кратово сум инаку. И сум по уметноста. Првин започнав со квилингот веќе 15 години. И сега со чоколадото нешто ново, ајде да пробаме. Колку време сте со чоколадото? Колку години го изработувате? 2 години. 2 години, значи 2 години. Сега ни се наметнува сега само по себе да зборуваме за она што е ваша прва љубов. Кажавте дека веќе 15 години се занимавате со квилинг техника. Како што ќе кажам повторно, го разубавивте нашето студио со овие преубави изработки. Еве, оваа малку мене ми изгледа така по тешка за изработка, па би сакала еве вака да ја покажеме. А вие додека ќе ни кажете што значи квилинг техника? Квилинг техника е техника која се изработува исклучително со хартија. Со хартија, добро. Да, на хартија се сецкаат разни нијанси на хартија и тука се обликуваат форми, се мотка со такво перце за моткање. Во почетокот многу ми беше тешко тоа што сите овие лентички ги сечевме на рака, на 3 милиметри рачно, да. Сега веќе се усовршивме, имаме машинки за сецкање, деталчиња додаваме,
цирконите се како Дарче, некој... дали ова се изработуваат по некоја шема? Дали има шема на која што ги сечете формите или тоа само од себе Не ви доаѓа? само од себе, се е само од себе. Овој Да. дизајн, да кажам, вие во моментот на изработката го измислувате, така? Да, ова е да. тогаш на вистина Па секогаш кога ќе ми вистинска нарачат нешто и сега веќе сите ме знаат во квилингот и јас како прво си прашувам што сакате, како сакате, оставам на вас. Вие си ја знаете работата. И тоа е коментарот. Од кого ја научивте вие оваа техника? Само Дали сум. се посетуваат некои курсеви, бидејќи сега наидувам дека има и курсеви по квилинг техника? Да, не само уксум. Сама почнав и тоа кога ми се роди првото детенце синчето и ајде нели да си направам нешто за себе, видов нешто интересно, ајде пробав и излезе окей, си го споделив на мојата приватна страница и сите беа воодушевени, ајде и за мене и од тука настана и Квилинг Картанчова, си направив профил и сега за сега супер е. Колку време е потребно за изработка? Ете и тамо, тоа е дали е лисица или што е Волк. волк, е така? Да. Еве и ова е навистина тешко. Јас мислев дека постои шема по која што работите. Не. Дали претходно ги цртате на цртеж? Да, мора Така? да се скицираат прво, Тоа да, мислев, се да. скицира и по скицата се сечат. Се обликува, да. За Колку време, Дарче, е потребно за еве ова? Колку време го ова изработите? 3 дена, Така? да. Значи не е едноставно како чоколадата. Овие се 5-6 дена баш напорно работење. Така. Ама квилингот смирува, квилингот опушта, така да Да. убав е за... Како и чоколадцата, така и квилингот бара смиреност, Така. бара голема прецизност, Да. концентрација и нели Добри живци, што би да. рекла. Кажавте дека смирува, може ли квилингот, ај претпоставувам дека се користи како арт терапија? Да, Така? да. Дали имате такви сознанија? Па не сум истражувала, ама знам дека смирува и дека баш ми доаѓа супер кога сум и напната и под стрес, супер ми одговара квилингот за работа. Да, значи да ви ги отргне мислите Да, од мислите од се. од секој Тивка музика и Што уживање. ве инспирира кога сликате, Дарче? Дали тоа е можеби она што ќе ви го нарачаат коментентите или едноставно нешто излегува од вас и ве води, не знам, некоја внатрешна емоција или расположение во моментот? Расположение, да, во моментот. Како и што напоменав, со музика обожавам да работам и тоа мислите, не мислиш на ништо друго, се препушташ на тоа што го работиш и само од себе излегува. Да. Ова сега, овдека, ова е како, за мене е нешто абстрактно, не можам, нешто Да. е можеби како да доаѓа од природата, ама можеби и не сум во право. Дали можеби природата ве инспирира, дали можеби љубовта, секојдневни ситуации? Да. Зависи од тоа што сакам да го направам. Во моментот некогаш и немам замисла во моментот и самото време како тргнува, како почнува изработката, така и доаѓа до на финалното. Да. Секогаш совршено. Она што можам да приметам кога е станува збор за квилинг техниката, имиња се. Да, Тео, Симон, сега овде доле не Да, гледам. овие се имињата на моите дечиња три. Тео, Симон и Дина. Значи, ми се наметнува сега друго прашање, кој ви е најбаран производ? Дали најмногу кога ви се јавуваат бараат да се изработи името? Затоа и кажавте, ова ми се драги слики, нема да ги не се нели за продажба. Така. Што најмногу ви се бара? Па најмногу од квилингот се бараат имињата. Имињата со податоци за новороденчиња, исто така се за мејкици, за добар подарок за роден ден, може да се изработи некоја фигура како Спајдермен, сега што се атрактивни тие детски ликови. Детските ликови од цртаните. Да, може да се изработи и тоа. Тие се најбарани во квилинг техниката и како што напоменав крстот. Крстот е баран за слави, за вселување во нов дом. Некако е многу убав подарок. Имате на залиха или стрикно работите по Стрикно нарачка? работиме по нарачка, затоа што секој си има свој вкус на боички, на како сето тоа да изгледа текст, дали да има некој посебен вметнат во сето тоа.
секогаш Значи, по нарачка. потребно е сигурно 10 дена предходно да се најават Да. комитентите, за да може да... Па еве сега може да ми пише некој ајде за 2 дена, нели, мекици како мекици се спремаат од ден за ден и дали ќе можете да ми изработите и така ние седнеме брзина мотка и лепи, Добро, али 15 пак години се веќе една поминати, така да изработка еве претпоставувам. на едно име трае од 4 до 5 часа, ама тоа е константно работење. Да. Башка сестра ми витка, јас лепам за да 4 излезе. раци се потребни, така? Да, за да излезе Ни се побрзо. приближува празникот Денот на влюбените, Денот Така. на Свети Трифун, 2 празници во еден ден. Има нешто, подготвувате некои изненадувања за влюбените или пак за оние кои што ја прославуваат оваа слава, славата на виното? На кога се виното, крои? да. Да, приготвуваме, ќе имаме интересни кутии со еве мечињата ќе ги одвојам со што асоцираат на љубов, вино, нешто така, ќе имаме нешто, ќе се... Да. Еве, одат повторно фотографии. Ова се цветни аранжмани, меѓутоа не се од цвеќе. Туку Да, се изработени како ова овде што ни го донесовте од чоколадо. Значи се за јадење. Колку време овие се изработуваат цветни аранжмани, ќе ги кажам, од чоколадо? Па зависи од нели големината и имаме различни видови на големини. Конкретно ова му треба 4 до 5 часа да се изработи. Да, добро. Значи многу помалку време бара Да, од... исто и во чоколадото се комбинираат боички како што сакаат. По желба. По желба, да. Дарче, има кај нас многу базари, каде што се представува квилинг техника. Има и саеми за храна. Дали имате досега учествувано на овие базари за ракотворби? Или може би се планира нешто во иднина? Па во иднина, да, планираме нешто. Ќе видиме што ќе излезе, уште е рано. Ќе споделиме на нашите социјални мрежи. Да, имаме учествувано на базари во Кратово, претежно си учествуваме. Тоа ни е како родно градче, да му не викаат за секоја пригода. Имаме учествувано на базар во Среќа бар, имаше некоја организација, во Сити мол, така. Да. И сега за крај на разговорот, сите заинтересирани како може да ве најдат на како што ве најдов јас претпоставувам на Инстаграм, на социјалните мрежи, како Дама Чоколад Арт, така. Така. Профилот за чоколадо имаме и на Инстаграм и на Фејсбук, исто и за квилингот имаме Инстаграм и Фејсбук, Квилинг Арт Анчова на Фејсбук и на Инстаграм, исто така Дама Чоколад Арт на Инстаграм и на Фејсбук, тоа е со чоколадото, или на моето приватно бројче 075 71 7101. Да. Благодарам многу за гостувањето. Ви благодарам на поканата. Ова утро што, еве, вака ни го разубавивте студиото. Ќе кажам дека бевте одлична и ќе кажам една тајна дека ова ви е прво представување на телевизија. И мене ми е чест за тоа што, еве, токму во нашата утринска програма е тоа. И ви посакувам многу успех во работата, па зашто да не следен пат да ве посетиме на лице место, тамо каде што ги изработувате овие преубави изработки и од чоколадо и од квилинг техника. Ви благодарам на поканата. Воопшто не се забележа дека е прв пат пред камера, со оглед на тоа дека многумина имаат трема. Не знам дали беше тоа кај тебе, но не се почувствува воопшто. Па има некоја, ама позитивна трема. Позитивна, нели? Ние тука внесуваме позитивна енергија на нашите гости, секогаш сакаме да не се чувствуваат убаво. Морам да ја прашам, со оглед на тоа дека ми е мошно интересно твоето име. Тоа е твоето право име? Моето право име, Дарче. Дарче. Тоа е дека имаш и дар. Дарба за уметност. Но и мошно ми е интересно и не секојдневно морам да признам. Така, да. Јас секогаш се смеам со моите блиски. Јас сум дар од Бога, дарче, подарок. Но Бог подарил и друг талент кај тебе. А од кого најмногу имаш поддршка? За ова што го работиш? Од фамилијата, значи од сите имам поддршка и од сопругот. Тоа сакам да го слушнам, со оглед на тоа јас гледам кај него како со внимание те слуша и забележува се тука, фотографира. Секоја чест и посакувам уште многу успехи понатаму. Ви благодарам на поканата. Секако задоволство ни беше. И подоцна Слободанче ќе се заблажиме со нема да дозволиме да тоа не ни бега. Да се стопат чоколадата. Така е. Така да кажа и со музика.
музика е убаво, со внимание слушав, Дарче. Музиката е секогаш добре дојдена за Така. опуштање, која што не релаксира